Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Од објавените статистички податоци забележан е пораст на бројот на туристи. На што се должи овој пораст? Токму така, последните статистички податоци кои ги добивме од 12.4, значи овој месец од Државниот завод за статистика покажуваат пораст. Морам да кажам дека порастот е во континуитет. Можеби бројките се едноцифрени се уште, меѓутоа битно е дека е пораст. Можам да кажам дека она што беше во јануари кажано во однос на странските туристи како минусно салдо, односно 2,8 намалување на странските туристи, веќе еве овие статистички податоци од 12.4 покажуваат дека повторно имаме пораст, што значи дека ситуацијата оди во нагорна линија. Се надевам дека така ќе остане и понатака, со разрешување на ситуацијата која што е неизбежно и мора да се спомне, би дошло, мислам, и уште повеќе до пораст. Морам да споменам дека овие податоци од 12.4 покажуваат и пораст во бројот на посети на странските туристи во бајнските места. Значи, она ако беше карактеристика само за домашните туристи да ги посетуваат овие бајнски места, сега веќе во овие податоци имаме дека стануваат атрактивни и за странските туристи. Скопје останува како најпосетуван град, го чува оној примат кој што го имаше уште во 2015 година, како попосетуван за прв пат од Охрид, меѓутоа, ако ги согледаме и овие бројки од последните статистички податоци, може да видиме дека повторно е попосетуван отколку езерските места. Значи, сето она што го има како содржина во последните години да го понуди, ги привлекува странските туристи да му го дадат токму тој примат, најпосетуван град во Република Македонија. Од вкупниот број на туристи, колку се домашни и колку странски? Токму така, значи од она што го имаме како податок од Заводот за статистика, може да видиме дека според последните, бројот на домашните туристи изнесува во посети во ова година, значи зголемен за 15,9%, а бројот на странски туристи е зголемен за 12,2%. Значи тоа е кога споредуваме февруари 17 со февруари 16 година. Во бројки тоа е 36.869 или во ноќевање тоа е 79.860. Значи сите податоци покажуваат нагорен тренд. Имаме мал пат во бројот на ноќевање на домашните туристи февруари 17 со февруари 16 година, меѓутоа тоа не е некој многу голем процент, што би ни бил индикатор дека и понатака тој број ќе се намалува. Може би е некоја моментална ситуација, може би е тоа ситуација што е во државата, меѓутоа сепак мора да се внимава на тоа, затоа што и домашните туристи се многу битен фактор за развој на туризмот во Република Македонија покрај странските туристи. Повторно ќе нагласам, сите бројки по последниве податоци се во нагорен тренд и тоа е позитивно како предуслов да знаеме дека сето она што ќе се случува туристичката сезона, во туристичката сезона која следи, ќе биде успех. Споменавте дека Скопје е најпосетуван град. Може ли да не кажете што ги интересира странските туристи? Што сакаат да посетат? Има ли податок колку дена остануваат и каде се сместуваат, во какви капацитети? Токму така, значи во разговор со туроператорите, туристичките агенции, членки на комората, она што е карактеристично за странските туристи, ако до пред некоја година тоа биле само 2 до 3 објекти, сега навистина еден ден е малку за да се направи таа рута, односно да се направи таа тура низ Скопје, за да се покаже сето она што Скопје го има како потенцијал. Најмногу ги интересираат културно-историските споменици, односно културно-историското наследство на Скопје, а секако и на Република Македонија. Она што е тренд во последно време, значи не се останува само на централното градско подрачје, него понудата се проширува и надвор од Скопје. Значи тоа е Матка, Скопска Црна Гора и слично.
се ги интересира. Значи, не можете да издвоите дека тоа може да биде само крстот на водно или само калето, него она што е како понуда треба да биде целосно опфатена. Целокупното културно-историско наследство со сите оние периоди кои што го карактеризираат Скопје. А во другите градови? Она што исто така имаме во новите, да не речам нови, него она што е тренд во светот или она што е барано во светот од страна на потрошувачите, на туристичките, во туристичкото стопанство, односно потрошувачите, туристите, активниот туризам, значи тоа се знаете како масовниот туризам веќе е во редовната агенда на спроведување на западниот свет. Сега, она што нив ги интересира кога патуваат и одат е да видат нов тип или нов концепт на некој алтернативен вид на туризам. Дали е тоа активен или пасивен, не е битно. Меѓутоа, истото што го нуди Скопје во културно-историско наследство, Македонија тоа го има на цела територија. Значи, културно-историското наследство е еден од посетите, односно во понудата како факултативниот дел во посетите, меѓутоа морам да кажам дека тука се и манастирскиот, тука е религискиот, верскиот туризам, природните убавини, односно екотуризмот, руралниот туризам. Кога говориме за рурален туризам, тогаш мора да кажеме дека тоа е конгломерат од повеќе видови на туризми, значи планинскиот, велосипедскиот, алпинизам, потоа имаме винскиот туризам, значи сето тоа кога ќе се спои во една понуда зависно од регионот кој што нуди, тогаш може да кажеме дека зависно од кој регион што нуди, таква е и понудата и интересот е навистина голем од странските туристи. Ако, например, го нудите Охрид, тогаш таму веќе имате спојка на многу видови, концепт на повеќе видови туризми, значи покрај езерото, тука вие 365 цркви имате, значи за секој ден во годината тој вид на туризам, потоа ја имате Галичица, па ги имате руралните средини кои што може да ги понудите. Навистина имаме премногу да понудиме од тој тип на туризам. Би било жалосно каде што би можеле да инвестираат во идни на македонските власти за да може да се поттекне за повеќе туристи. И овие мерки кои до сега беа превземени и активности од страна на институциите доведоа до ваква бројка. Значи, растот се должи на соработката помеѓу институциите, туристичките работници и останатите чинители на туристичкото стопанство. Значи, не можете вие како поединец да делувате и да имате успех доколку тоа не е како еден диалог помеѓу сите засегнати страни во туристичкото стопанство. Значи, мерките кои беа превземени како помош на туристичките работници го дадоа својот резултат и во областа на субвенционирањето, меѓутоа мораме да кажеме дека и инфраструктурата, вложувањето во инфраструктурата беше исто така и се уште се вложува, е исто така еден од најбитните фактори. Можеби во меѓународното комуницирање за странските туристи, авиолетовите имаат примат, затоа што 37 нови авиолинии кои што се воведени не се мала бројка. Тие значи овозможуваат флуктуација на луѓето, на туристите, како во outgoingот, така и во incomingот. Значи луѓето патуваат, гледаат, меѓутоа мораме да нагласиме дека за да го понудиме оној тип на туризам кој што е баран, односно алтернативните видови на туризми, морате да имате инфраструктурно изградена мрежа ни самата држава како дестинација да може да ја нудите. Се имаше во еден период, значи, зошто се градат локални патишта или зошто се градат до таа и таа дестинација како село и слично, сето тоа придонесува да имаме развој и во останатите предели на Република Македонија. Ние сите знаевме колку е убав манастирот во Зрзе, дека е исконски, дека е еден од најстарите манастири во Европа, можеби од тој православен свет. Меѓутоа, многу ретко се ни беше овозможено да отидеме поради патот. Веќе сега кога истиот тој е направен, достапен, може и туристичките агенции
и туроператорите да го стават во нивната понуда, за да може да го нудат на странските туристи. Значи е достапен, инфраструктурно е поврзан, можете да отидете безбедно и таму да го спознаете, видите и почувствувате сето тоа што го нуди тој манастир. Значи, битна е инфраструктурата во која што се вложуваше и се уште се вложува. Она што ме прашавте, дали е нешто друго потребно да се вложува за да имаме што поголем број туристи, мора да се вложува во развој на човечките ресурси. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.